Со вас Маријан Николовски. Вечерни вести во 9. Добро вечер. Корупцијскиот скандал и апсењето на директорот на платежната агенција заедно со уште 4 други лица времено ги блокира исплатите кон земјоделците. Ова го потврдуваат од Европската унија откако опозицијата и власта излегува со спротивставени ставови. По план на Министерство за финансии потврди дека плаќањата се под мраз. Државата времено ги суспендираше плаќањата за македонските земјоделци од ИПАР-3 програмата додека трае истрагата за мито за директорот на платежната агенција Илија Стоилев. За оваа одлука Министерството за финансии ги известило и Европската комисија и службите во Брисел. Целта е да се обезбеди уверување дека воспоставениот систем гарантира легалност и регуларност на плаќањата од ИПАРТ, како и постоење на ефективни мерки за заштита од измами и корупција, велат од финансии. Европската комисија побарала дополнителни информации од нашите институции и, како што велат од Канцеларијата на ЕУ во Македонија, ја задржуваат можноста да преземат превентивни мерки за заштита на финансиските интереси на ЕУ. Ја поздравуваме одлуката на националните институции да ги суспендираат сите исплати од ИПАР-3 додека не се разјаснат околностите. Со оглед на тоа дека во моментов во теќе истрага не би можеле да дадеме дополнителни коментари. Очекуваме институциите од Северна Македонија да постапуваат со целосна сериозност по ова прашање. ЕУ останува посветена на обезбедување поддршка за фармерите, земјоделството и руралните области, доколку средствата од ЕУ се обезбедени соодветно, велат од ЕУ. Во текот на денот разногласие во јавноста за судбината на ИПАР-3. Поранешниот министр за земјоделство Љупчо Николовски тврдеше дека програмата е целосно стопирана. Рече дека во петокот околу 16 часот македонските власти добиле известување за суспендирање на ИПАР-3, односно одлука за суспендирање на плаќањата во програмата. Оваа суспензија опфаќа целосен прекин на исплатите кон земјоделците и компаниите кои што веќе имаат склучени договори и веќе реализираат инвестиции од оваа програма, подпишување на нови договори и превземање на финансиски обврски од платежната агенција, како и објавувањето на нови јавни повици. Сето ова е под суспензија. Причината е скандалот со барање и примање на мито од страна на директорот на платежната агенција и уште 4 други лица, вклучувајќи и блиска соработничка на министерот. Министерот Трипуновски негира и уверува дека европските средства не се загрозени. Вели, Европската комисија ја поздравила акцијата на МВР јавното обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција. Трипуновски вели, по апсењето на Стоилев, службеници од Министерството ја проверуваат целата работа на платежната агенција во делот на исплатата на ИПАРТ средствата. Брисел нема најава за блокада на ИПАРТ средствата кои што сме како држава корисници. Напротив, нашата борба против корупцијата која што ја водиме во моментов и дополнителните проверки кои што ги правиме во самата агенција за нејзиното работење се силно поздравени од страна на Брисел, затоа што само на тој начин ќе можеме да бидеме како држава исправни да работиме сите по согласно закони и процедури. Во однос на обвинувањата за 5 осумничената Јасмина Костадинова, за која опозицијата тврди дека е советничка на Трипуновски, министерот вели дека таа никогаш не била дел од неговиот кабинет, а обвинувањата имале за цел само да го оцрнат него лично. Лицето кое што е дел од акцијата кој што беше спроведена, не било во делот на мојот кабинет во рамките на Министерството, кој сум назначен за официјално за министер. Тоа е вработено во управата за водостопанство со договор за вработување, кој што истиот уште во петокот е раскинат со тоа лице, така да мислам дека се тоа безусловни обвинувања, колку да се спомни името на министерот во целата акција. Платежна агенција се уште нема нов директор, а најавите на министерот се дека тоа ќе се случи во скоро време. Стоилев беше фатен како прима подкуп од 400 евра. Тоа било прва рата од ветените 50.000 евра. Парите му ги понудил поранешниот министр за локална самоуправа и правда Джевдет Насуфи, кој сега е собственик на агрофирма во Струга. Во акцијата осумничени се 5 лица. 4 се во ефективен, а споменатата Костадинова доби мерка куќен притвор. Даниел Василев, Сител телевизија. Генералката на Скопје заврши, градоначалникот тврди дека депониите и ѓубрето од улиците се исчистени, а поголемиот дел од контејнерите испраснети. Во овие вести Тамара Дичевска, кои се деталите.
Акцијата за чистење на Скопје заврши, а новиот градоначалник е задоволен од исходот. Над 100 возила за чистење и механизација учествува во чистењето на главниот град, како и околу 2500 луѓе. Меѓутоа, она што го затекнале во комунална хигиена Скопје, тоа што биле исправни и работеле само 16 возила. Старите и да се поправат повторно би се расипале, па затоа Ѓоргиевски разговарал со премиерот да се набават и нови возила за комунална хигиена Скопје. Но и покрај тоа што изминативе 3 дена се чистеа контейнери, се чистеа улици, се миеше плуштодот, се чистеше и реката Вардар со багери, оние вештачко направени островчиња кои што се беа направиле во реката, меѓутоа и она ѓубри и отпад кои што пловеа во најголемата река во Македонија, меѓутоа и граѓаните и видеа на социјалните мрежи денеска можеше да се просведочи кај покрај чистењето Вардар повторно е преполн со ѓубре, па затоа Ѓоргиевски размислува по примерот и на другите европски градови, се разговара со компании да се постави мрежа на реката Вардар која што ќе го двои оној отпад и ѓубре кои што се влеваат во реката токму во Скопје, низ другите места и градови каде што поминува Вардар. Во продолжение го слушнеме новиот градоначалник Ѓоргиевски околу опцијата за решавање на овој проблем со ѓубрето во реката Вардар. Во постапка сме со една општествено одговорна компанија да обезбедиме мрежи кои што ќе бидат поставени во делот на течењето на реката Вардар. Нормално мрежи кои што нема да сметаат на живиот свет внатре во Вардар, кои што се пракса во сите развиени европски метрополи како поставување за заштитување на речното корито и заштитување на состојбата поврзана околу течението на реката, така што во наредниот период ќе бидат изнесени деталите во јавноста, но тука ќе треба и централните институции да се вклучат во процесот на казнување. Не е доволно само ние од една страна да бидеме тие кои што казнуваат, ќе треба и Министерството за животна средина да се вклучи во целиот процес, затоа што и со поставувањето на мрежите ќе има и точна јасна детекција од каде доаѓа сето она што се случуваше изминатиот период, а беше поврзано со отпад во реката. Комунална хигиена пак останува во рацете на градот, иако во предизборието Ѓоргиевски кажа дека ингеренциите би требало да припаднат на општините, сепак со оглед на тоа што комунална хигиена располага само со 16 возила, доколку тие би се доделиле на општините, би се направил хаос во главниот град, па затоа таа ќе биде под градот Скопје, се дури не се зајакне предпријатието. Ѓоргиевски најави нов директор на комунална хигиена, како и на другите јавни предпријатија и на средните училишта ќе се менува целиот менаџерски тим. До сега се отпуштени 500 вработени од јавните предпријатија кои што земале плата, а не работеле, а Ѓоргиевски најави и уште отпуштања доколку се утврди дека работниците недомакински работеле во овие предпријатија. Па во продолжение го слушаме и градоначалникот на оваа тема. Има систем за евиденција во кој што треба да се евидентира секој вработен. Тоа е најлесен начин да се утврди одредена девијантна појава и тоа не било работа која што ете јас сега само сум ја утврдил и утврдували во минатото и други, но за жал дали немале храброст, дали немале намери, не го направиле тоа. Инаку сакам за сите наши гледачи вечерва да појаснам, 500 луѓе значат 5 милиона евра на годишно ниво. Или во превод за 4 години тоа е колку што чини Луна паркот, што повеќе генерации израснавме да го чекаме 20 милиона евра. Тоа се сериозни средства. Тамара Дичовска со деталите. Вечерва гостин во тема на ден беше градоначалникот на Скопје. А бура од политички реакции предизвика тврдењето на Љубомир Фрчковски дека поранешниот претседател на Стево Пендаровски мешетари во СДСМ. Во гостувањето на емисијата во Центар, Фрчковски рече дека дел од поранешните функционери, меѓу кои и Пендаровски, но и екс-министерот Оливер Спасовски и поранешниот градоначалник на Скопје, Петар Шилегов, влијаат врз состојбите во партијата и создаваат натрепартиски тензи. На ваквите обвинувања реагираше поранешниот претседател Пендаровски, кој на својот профил на Facebook напиша дека никогаш во својата 30 годишна кариера не мешетарел во политиката. Никогаш не сум мешетарел, како многу други во чии кариери нема ништо друго осем задкулисни маневри и кафанско озборување.
Изјавата на Фрчковски е целосно одлепена од реалноста и фактите. Напиша Пендаровски, според него ваквите тврдења се резултат на политички суети и неточни информации, како што вели од некои луѓе кои ги добиваат од сомнителни извори. Паралелно со ова расправија ВМРО-ДПМН излезе со реакција дека СДСМ е во сериозна криза по изборниот дебакал и дека нивниот лидер Венко Филипче не успева да формира ново раководство. До нас стигна информации дека Филипче имал проблем со формирање на ново раководство поради тоа што СДС поради Филипче и неговиот ментор Заев спадна на едва и 120.000 гласови. Јавно прашуваме, дали е точна информацијата дека на Филипче му одбиваат функции во СДС луѓе кои важеле за големи поддржувачи на СДС и поранишни активисти? Дали и некои од тие луѓе не сакале да бидат дел од раководството на СДС затоа што не го сметаат Филипче за нивен представник? Во СДСМ се спроведува сериозен процес на консултација и обновување, насочен кон создавање силен и одговорен тим кој ќе води партијата во новата фаза, велат од Бихачка по денешната пресконференција на ВМРО-ДПМН. Им порачуваме да си гледаат својата влада која се распаѓа пред очите на јавноста, уплашени се од секојдневните скандали кои доправо ќе излегуваат во јавност. Ваквите спинови во паника се јасен индикатор колку им оди работава, одговараат од СДСМ. Министерката за образование Весна Јаневска денеска реагираше на тетовскиот градоначалник Билјал Касами и на новинарите кои на заеднички настан зборува исклучиво на албански јазик, барајќи дел од изјавата да биде и на македонски, за сите присутни да ја разбијат. Реакцијата на Јаневска предизвика одговор од коалицијската Влен, од каде порачаа дека како министер во мултиетничка држава таа требало да знае барем неколку зборови на албански. Ве молам на кратко на македонски за да можеме да разбереме и тие што не зборуваат албански. Министерката за образование Весна Јаневска со јавна реакција до новинарите албанци и тетовскиот градоначалник Касами кои водеа конверзација првично само на албански јазик. Се работи за заедничка изјава на Јаневска и Касами по повод вчерашниот настан во Тетово посветен на образованието. Може да молам и на македонски. Да молам има наставници. Простите, градоначалник, ви молам накратко само за да разбереме и ние што не знаеме добро албански. Зато Касами амон бъдат пиесе чеверис. Накратко кажете ни само зашто зборувате. Да завршам на албански и ќе кажам за се на македонски. Касами на настанот, откако прво искомуницирал на албански, дал изјава и на македонски. Но наспроти реакцијата на министерката која побара превод согласно уставот, коалицијската вреди денеска со сосема поинаква теза. Велат министерката требала да разбере албански. Во едно демократско и мултиетничко општество, кога дури и странски дипломати кои престојуваат во нашата земја 2 или 3 години, учат неколку зборови на албански да бидеш министер, па дури министер за образование, а да не знаат ниту еден збор од јазикот на сограѓаните албанци да реагираат на употребата на албанскиот јазик. Ова е тешко да се преведе во услови на коегзистенција, граѓанство и почитување на другите во едно мултијазично општество. Реагираат од вреди, коментирајќи дека непознавањето на албанскиот јазик не треба да води до фрустрација. Не е прв пат коалицијските партнери да имаат меѓусебни реакции токму поради тоа што функционери на вреди се обраќаат само на албански јазик или пак одбиваат да говорат или да одговорат на македонски. Неголеми реакции имаше поради однесувањето на директорот на инспекторатот за употреба на јазиците Арсим Идризи, кој одбиваше да зборува на македонски. Летово да се обрати на македонски во неколку наврати. Одби пратеникот Беким Ќоку. И двајцата функционери тогаш добија јавна опомена од премиерот Мицкоски. Директорот Идризи доби најава дека ако уште еднаш не го почитува службениот македонски јазик во јавни обраќања, ќе биде и разрешен. Катерина Нешкова, Сител телевизија. Шестмесечно бебе со видливи модрици е хоспитализирано на клиниката за детски болести откако било физички нападнато од сопствената мајка. Со модринки и гребаници по телото 6-месечно бебе е хоспитализирано на клиниката за детски болести, откако претходно било претепано од родената мајка. 23 годишна жена по потекло од Кавадарци ноќеска по полноќ во семејниот дом во Скопска населба. Го нападнала новороденчето нанесувајќи му физички повреди.
Полициски службеници од СВР Скопје ја лишиле од слобода, а бебето е на детска клиника. Работи за 6,5 месечно дете кое прилично е било згрижено во ургентен центар на хирургија, под сомнение дека врз детето е вршено насилство со модринки по телото и огреботини. После краток престој таму е префрлено во раните утилски часови на клиниката за детски болести. Од нашиот тим е згрижено детето примено на оддел и се прават дополнителни исследувања, односно да се видат дали има внатрешни повреди и така натаму и токсиколошки анализи дополнително. Значи информирани се службите и од МВР и од социјалните служби кои го превземаат случајот за понатамошни исследувања. Од МВР вела дека работат на расчистување на случајот, пошто ќе следува и соодветна пријава. Социјалните служби пак треба да направат проценка што ќе биде со бебето по неговото лекување. Сања Димитровска, Сител телевизија. Тука е крајот новија вести. Следете се во 23. Имајте пријатна вечер.